Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you did, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh, Valerie. Valerie. Why don't you come on over, Valerie? Другари и другарки, Теодора Зеровска, Тодоровска, пеячка во Дафор и Забар. То другото како се викаш? Доктор по естетска медицина. Јао, како то секси звучи. Нели? Ова ќе му клајме бип. Добре ни дојде. Добро бе најдо. Како си? Фантастично. Еден век те немам видено. Ама баш. Може да се видиме само на некои такви денски журки кај што вие свирите, а ние не свириме. И обратно. И обратно, да. Пошто Па нема как. вие особено многу свирите. Кажи ми, Да. колку време си со Дафор? Па еве, скоро цели 2 години сега во јуни. Леле, како лета времето. Ептем брзо. Мислам, вчера ми беше вака како рекол, опа, прво Рубин, па Теодор. Да. Некако почнавте да се собирате на Па некој се интересен начин. склопивме ептем природно, со тоа што сите претходно сме свиреле, пееле со некој друг. Ама мислам дека сега ова комбо е нешто за кое што сите сме сонувале од секогаш. Супер функционираме и приватно сме ептем блиски, така да фала на кафето, ова фантастична Несквик чаша. Леле, Ептен ми се слади. кажи, добро, сега ќе пуштиме и фактура до Несквик за муабетов, ама Да, Несквик спонзорирајте. Многу се интересни. Од кога немаш пиено Несквик устари? Буквално мислам дека последно пиев Несквик на еден слиповер кај една другарка, што пиеше Несквик со 4 лајчи на шеќер. И од тоа што малце травматично ми е и не имам од тоа што пием. Јас сепак одбирам шејкерот да го конзумирам во течна состојба Така е. од жестоки пијалоци повеќе. Мислам, реално позабавно е. Вела дека имало помала шанса за ова како се вика за повише шејкер во крвта, така. Па добро. сега Да, ние што сак сме и љубители на овој, тоа можеме да зборуваме. Апсолутно. Така се надеваме дека така е. Да. И друго, сакав да те прашам во врска со музиката, сепак не ти се почетоците со Дафор, веќе пеш долго време. Да. Знам дека имаш настап на Макфест. Имам 2 Два? настапи, да. Вау. Или 3. Ајде! Не, 2, еден во 2. Чекај сега, 2 или 3 да? 2. 2, еден во 2015, а еден во 2022. 2015 ти е првиот настап? То Во- на Макфест. Ко беше прво одделение, значи. Тоа не сум јас толку оваква мала. Не сум толку мала, само што морам да изгледам помладо за да, нели, За да ја продаваш работа си ја во продавам кошера. причаат. Не, во 2015 завршив средно. И тогаш бев на првиот Макфест. И после тоа бев на вториот Макфест една недела од кога се омажив. Така да така би. Значи прво после матура, после Втора мажачка. свадба, буквално така Прво бе. после свадба без невеста, после Реално, вистинска да. свадба онака. Иначе- И сега и се следен Макфест кога ако ги Леле, па имаше некоја приказна за годинава, па ќе видиме. Да, имаш Да. песниче некој кој Па што- имаме нешто сега заедничко, да речам, со Даниел и со Дефор. Аха. Али немаме уште инфо како што, па ќе видиме дали ќе биде или не. Иначе музичките почетоци ми се многу одамна.
Буквално од патам Кај биде прв пат музички инструмент? дома. А кај биде прв пат забарски инструмент? Во амбуланта. Тоест дома. Исто дома, да. И двете си ги грабна. Леле, така испадна. И музиката. Не знам дали знаеш, јас едно време многу сакав да станам глумица. Знам. Ама посебно- за тие што не знаат. Да, посебно ако имавме нели тој учество во една представа овде што ја режираше Мартин. Од гимназија бевме земени така како статистико, така нешто и тогаш бев сигурна дека преталентирана сум за глумица. Сакам, ама за среќа Па, реално си. никој не ме свати сериозно. Добро, ама и претходно веќе бев се занимавав со музика. И некако сите до трета година сите знаеа кај сака да студира, јас поима не имав, сакав нешто новинарство, па глума, па ау. И после наеднаш во четврта кога почна да ме прашуваш што сакаш да се запишеш, веќе стоматологија. Нашо татко ми се кинеш од смеј. Теодора, кај ќе се запишуваш? На стоматологија. Ша? И знаеш како му велеше? Буквално не носеше наочари уште тогаш беше помлад. Знаеш, јас му имав кажа, но нека. Каква врска има без со староста на очарите? Шо викаше ствари, сори. Добро, сега последователно со годините нели сите ќе треба да носиме. Да. И тој ме Теодора што се запишува стоматологија. Стоматологија? Нека буквално не ме прашуваше зашто го кажувам тоа. Се до еден период кај што стварно дојде време да стварно што ќе се запишуваш. И као стоматологија, окей, се запишав стоматологија. За дивно чудо на сите со одличен успех дипломира во време. Точно за дипломирање ништо не заостанува, се зема на време. Да. Сакам да те прашам, какво ти е внатрешното чувство, сакам сега експресивно да ми го кажеш, кој што пациентот никогаш нема да го види, знам дека сте професионалци вие докторите, ама внатрешното чувство, што она желудникот ти вели кога ќе видиш иструлен зап? Леле, во главно во учење тие 5 години научуваш како треба, мислам, не ти е толку гадно, мислам, апсолутно, јас, знаеш како сакам да кажам за себе си, премалку работи се на светов, од кој што може да ми се згади. Добар, сите доктори, онака, Значи, буквално. али, во суштина, ако видам, се прашувам, кои фази се, пошто реално многу фази треба да помине нешто за да дојде до тоа, разбираш? Се прашувам зошто нешто не се решило порано и обично јас сум таква, мислам, реално отворена сум ептен со пациентите и или ме сака премногу или не иде кај мене. Зошто? Која е причината заради што не иде некој? Оти можеш онака баш да им плеснеш во лице, дечко, другарке, сте можеле да си купите четка за заби? Да, човек, тоа е, мислам, ако сите така мислам, нормално тоа нема да се поставиш така како на сега јас и ти другарски си правиме муабет. Ама затоа да правиме муабет за внатрешното чувство кое што нема да го види пациентот. Ти викам, значи јас немам внатрешно чувство на гадост, немам внатрешно чувство на леле, ау, туку имам, појже ми е жал, ме разбираш? Зошто си трпел такви болки до сега? И болки, други пропратни симптоми што иде со тоа, едноставно тоа е, пробувам, никогаш нема да направам пациентов да се чувствува лошо, во смисла да го навредам или да го направам глуп, така. Ама пробувам да не дојди пак во таа состојба. Сега знам дека татко ти не сака да вади заби. Дали ти сакаш да вадиш заби? Не, тоа можда порано не сакал да вади заби. Сега е окей со тоа. Мислам, од секогаш била, али тоа едноставно се занимава со некои фини работи. Јас со оглед на тоа што работам кај орален хирург, сакам да вадам заби, обожавам да. Така да Ти си пациенти барама, окей, ќе се види. јавиме покасно, да. Види, ако е хитно, може и да го Не е стигнеме ништо муабета. итно, не е ништо итно.
Добре, што ми е итна, Ти кажав на почеток да се Airplane, еве се. Ами ама што се секираш Еве. туки? А сакам да Тоа што се емитуваме на интернет ни дава огромна слобода. Така Нито е. да подлежиме на некакви законски норми, со етичките Тој на се крајот на оградува. криштата, во споредба со некои други емисии сме светлосни години, така да Апсолутно. не пропагираме никаков неморал и не знам што, си правиме елементарен културен муабет кој што на крајот на криштата е само опуштен, носиме информации кои што ќе биде интересни за нашите почитувани да. гледачи. Стигнавме до вадењето заби. Сакам да ти кажам дека си трета жена стоматолог што ја познавам. Познавам исто 5-6 души мажи. Жените дефинитивно имате поиќе однаква страст кон вадењето заби. Мислиш? Да. Зошто? Можеш да ме го објасниш? Не знам, некако се плашев дори бев на факултет, не дека имавме некое големо искуство со тоа. Арно, ама јас сум храбра прилично. Знаеш, на почеток малци тоа што не знаеш толку многу што може да ти се случи, те прави да си похрабар. После тоа некако како што осознаваш што може да ти се случи, некој го заплашува, а некој го прави уште похрабар. Мене ме прави уште похрабра, главно. И не дека имам некоја како жена потреба да се докажувам сега над мажи, знаеш, јас можам да ти замилувам. Не, ама едноставно ја секогаш на себе си докажувам дека да, ова запчева мало, не можам да го иземам, можам. Мислам да гледай ме кукава, не ме зафркавај за едно запче. Така да, ради тоа. Првата емисија која ја снимив, во најавата на Facebook напишав дека ќе канам луѓе кои ќе го прават прилеп поубав. Сега тоа беше повеќе метафорички, ама кај тебе некако се погоди буквално да види. Ептен ме погоди. И сега вторава дисциплина која ќе работиш покрај стоматологијата, кажи ми колку имаш работа во прилеп со таа приказка? Многу повеќе од што замислуваш. Да. Значи, напоредно со како што дипломирав уствари, беше тогаш корона. И некако, добро, да, окей, убаво ми е стоматологија, ама дај некава уметничкава страна некако да ја изразам низ нешто друго што е сепак поврзано со медицина. И тука излезе некоја шанса за да се дообразувам во тој дел на естетска медицина. Не бев никогаш скептична, некако секогаш знаев дека би имало работа со тоа. Прашање беше дали јас ќе се пронајдам. Единствено си во прилеп што го работите? Не сум единствена, има уште неколку колешки. Да? Има, да. Дали колку сум назад? Не си се интересирал за ова, не ти Не сум размислувал стварно за Има уште неколку колешки. естетски корекции. Да. Од кај знам, може 5 години никогаш не вели никогаш. Фала Богу. И на крајот не знаеш кога ќе ти прегори осигурач. Значи, гледаш, колку имате предрасуди. Значи, апсолутно не треба да ти прегори осигурачот за да сакаш да поправиш нешто на себе си. Значи, буквално јас не познавам човек што не сака да види поубав, што не сака да види помлад, што не сака, мислам, окей, познавам, ама мислам некако познаваш или не познаваш? Ама шо ти дадов тригер да Изфолирано ми е нешто да идеме природно, ова, она, окей. Факт е дека секој сака да биде поубав. Факт е дека секој сака да остане млад што е можно поиќе. Така. И да не се лажиме. И како се вика, ова обложката го продава производа. Јас стојам за тоа дека е многу побитно што имаш во внатрешноста, значи, апсолутно. Ама, доколку нешто ми прави да бидам посреќна јас, да бидам позадоволна со себе си, да внатрешното ми го подобри, внатрешното чувство за мене ми го подобри подобрениот надворешен изглед, why not, така. Апсолутно. Така да Затоа ти дадов таков тригер со преверување од осигурач, да. воопшто немам предрасуди за таа работа и апсолутно не му се мешам и не го судам некој што апсолутно што сака нека прави. Апсолутно сум толку либерален по Мики ти како глумец мора да си либерален по човек. секој, не сите се некако глумец, многу имаше конзервативни и не знам како да ги наречам, воопшто уметници, не само глумци, кои што се сериозно конзервативни. Јас сум многу либерален човек. За се.
Значи, како ќе се носи, како ќе изгледа, како ќе зборува, се додека не му штети на некој друг со тоа однесување. Јасно. Сексуална ориентација, религијска определба, ма не ме интересира. Ми живееме во 21 век, Не ме мене ми се интересира. уште некако не знам, пошто сум била измешана и сум измешана со многу луѓе, многу народ, да речам, од различни бранши. Кога ќе се појави некој и има некој став таков уште, како да речам, некој заостанат, не ми се верува, а нека дека... А оти ти не знаеш кај живееш, дека си во Прилеп на Балкански полуостров? Да, ма некако, не знам, 2024 година, 21 век, јас не сепрам се најмодерната Ама на Теодоре, светот. дали знаеш во Прилеп кога е цапната или кога станала првата жена учителка? Не знам, знаеш дека не знам. Значи, од прилика пред 100 години. Тоа се премалку време. Тоа е премалку време за детските болести на еден народ, нација, како сакаш наречи го, на едно племе да еволуира. Значи, ние сме се уште супер конзервативна средина. Супер конзервативна, верувај. И тоа што го, и затоа те прашувам, и знам дека одговора има многу повеќе работа од тоа што очекуваш и од тоа што мислиш, затоа што луѓето сето 90% не го прават тајно. Апсолутно. Добро, можда е многу 90%. Дури и тргнуваат по нешто кој што му носи среќа, ама се срамат од тоа, заради средината. Да, за жал факт е дека се уште нештото така функционира, али помладиве генерации апсолутно му е Така. скрос окей. Мислам, јас секогаш ме прашува со кој работиш најмногу, кој иди најмногу. Ете, мене целна група ми се жени, мажи, без разлика, личности над некоја се 35-40 година. Зошто? Влегувам во категорија. Апсолутно. Затоа што реално тие има најголема потреба за нештото, ама тој воопшто не исклучува дека помали или постари од тоа не посегнува по нештото. Сега факт е, како што кажа, дека се уште голем дел од нив се леле, ама те молам, нека остани меѓу нас, нека... Јас сум доктор пред се, јас како доктор апсолутно никогаш нема да излези. Дека тој бил кај мене, сум извршил таква... Никогаш. А инаку сакав за ова што викаш, дури меѓу младите, затоа што реално се движам се уште многу меѓу младите. Тапанарот во Бентум ми е 20 годишен, покрај него запознавам 20 годишен, многу. Пејачката ми е 27, значи сме онака во 20 години распон. Сите се движам се уште меѓу млади луѓе. И сакав да ти кажеме на приказка од Калинка пред месец дена, кога бевме на една свирка и со Тапанарот на The Hound стоиме, се огледуваме вака и гледаме дека има од 30 години едва ли, не знам, 15 души во препон кафич. Што за мене е поразително во тие кафичи да нема млади луѓе. Страшно е што младите се, тоа што ти викам, и тие се конзервативни. Излегуваат по кафани. Мислам, страшно ми е тоа. Знаеш како, мене ми е многу жал. Јас мислам дека сум фатила некој последно убаво време за излегување, да речам, кај што се знаело која генерација кај треба да излегува, така? И тоа за мене беше стварно окей, пошто реално некако имаш предизвик, чекај сега, ваму нема да ме пушта, па и сега живеам јас со овој, па да ме пушта, ме разбираш? Ама имаше избор. Сега ми е иптен жал за дечкиве, да речам, што се помлади, пошто сега некако сум јас на средина. Од секоја сум сакала да излегувам многу. Сум сакала... Парти грл си. Скрос, да, и уште сум. Значи, се си има своја драж, така? Али за жал, апсолутно во Прилеп нема избор. Значи, Калинка како Калинка, да. Тоа е единствено место кај што можеш да имаш алтернативна журка. Сето друго е сведено на кафани, а ноќните клубови не се сведени на турбофолк места. Не се ноќни клубови, не се ноќни клубови, мислам барем да биде, ако не е веќе свирка некоја која што алтернативна, нека биде диџеј. Да. Нека биде, не знам, некоја електронска музика, нека биде техно, хаус, транс, не знам. Има дечки кои што работат во градов и таква музика, има и публика. Да, апсолутно.
на фолкотеки ни се Апсолутно, тоа што има, сведени. значи Прилеп е многу шаренолик град, Да. така, значи има публика за се, апсолутно. Сега, зошто се оди кон таа сейф опција на дека овие или оние полна места, не знам. Искрено, јас како што ти кажав, сум поминала фази од, не знам, имам фатено од стара пореја ептен малце, а после тоа се продолжуваше, не знам, нели пореја не постоеше, па не знам, вирус кој работеше на 3 спрата, кој беше Така. преубо, Кој имаше и добри свирки, значи Да. ни Шајн свирее во вирус Е, во тоа баш, време. баш. Така да, нели имаше, памтам јас од среда до недела, па не пуштаат сите денови, па еден ден ќе излезеш, па ти е преако, па, али факт е дека сум излегувала и по кафани, сакам кафани. Бе, види, секој сака и кафана. Ама кафаната е друг шмек, значи Апсолутно. да седнеш, да јадиш, да разговараш. Да. И некако кафана ми е место, така не знам како да речам, како за поголеми. Мада. Мене ми е место за јадење, искрено. Да. Сакам, ако сум излегал гладен, во 8 сата да седнам во кафана, да се најадам, да пијам едно пиво, пардонс, и во 10 сата да заминам, во 10:30 да заминам на свирка. Така, некаде. па така и беше. Така ми се Така и изморам. така и беше. Зошто со тоа што- побого би седел 4-5 сати на едно место? И во кафичи на свирка од 2 сати, 2,5 сати. Така, седиш нема пазло. поента. Што знам, за жал, пак ќе ти речем, нема избор. Нема избор. Кој кај би излегувал? Мислам, апсолутно нема. Тоа е едно место, а од друга страна да никој не ризикува да отвори второ. Еве, тие што ризикувае, многу се ги сакам ќе си ги поздравам, Сирилик, Брос Brothers, Да. Боки и И Андреј. прават супер Супер журки, супер му поминува. Лев му е диџеј приказката и се врта диџеј. Да, предходно, пред да го отворат, тоа си направија приказна, нивна, гледаш, дечките се превредни. Во една, како се вика, во бургер место во сендвичара, да си речеме Да. на Прилепски, го прилагодија, го средија и за журки, има денски журки во Да, сабота. да. Сега, зошто? Затоа што ноќните клубови не го прават. Sad but true. Значи публика има. Има, апсолутно има. Има, али не знам, некако јас се надевам дека, да речем вака со новиве генерации, пошто еве тие конкретно се млади дечки, кои што тргна. Се надевам дека ќе се охрабра некако да се тргна малце од тој фазон на похована даска и Апсолутно смедене. се надевам дека ќе... Знаеш, на крај на криста да се надеваме на некаква цикличност, ако го имало пред 15-20 Да, сигурно, години, ќе се сигурно, врати еден сигурно. ден и ќе го зачекаме за втор пат во животот. Hopefully. И на крај на кристата, па ако е само добро, ќе види и само добро ќе стане досадно. Апсолутно. Зашо би се борел да се подобрува? Да. Али во секој случај, сега не знам, јас ти имаш фатено тоа време, јас не, ама имам многу слушано, дека работеле во Прилеп 10 кафичи, од среда до недела 10 различни свирки, тоа е, не знам, сега... 3 ноќни клуба Страшно, работе. човече. 3 ноќни клуба работе и за да влезеш во ноќниот клуб треба во 12:30 да заминеш од Така. кафичев. Ако заминеш во еден нема. Нема. Полно е. Почувај, значи сега ноќниве клуба од кој ќе се затвори кафичеви еден и пол почнуваат да се полнат, тогаш веќе имаше нови луѓе кои што се излегуваат само во ноќен клуб пола. И ти ако појдеш во 1:15 нема место. Сега и прашање е дали реално моментално има во Прилеп народ што може да полни толку места. Им тогаш и Прилеп имаше многу студенти. Реално. Да. Со од 2006-2007 кога отворија факултет во секој гранапче, го убија Прилеп по тој аспект сериозно. За жал, да. И таа млада крв која што циркулираше низ вените на градов, да ги наречеме, кафичите, ноќните клубови, редуцирана сериозно многу. Имавме многу студенти од Штип, од Струмица, од Источна Македонија, тоа што немаше да појде во Бугарија, најчесто идеше во Прилеп да студира. Така. Па и битолчани имаше стои Скопје, не сум знал што студирале во Прилеп. Румица, знам тој дел дека имаше. Беше жив далеко и од таа живост, али сепак има. Еве, во овие 2 години од кои свириме редовно, ние гледам дека има публика. Да. Ние во празен кафич не сме свирале Така, до сега, така. да мислам дека има место и за Меѓутоа, уште едно. еве, ние се трудиме И нема да се откажуваме. никако.
Си прочетавме низ сите твои вештини и сите твои животни патишта Сегде помалце. сегде помалце. Фала ти многу за што не го достои со твоето присуство и со твоите приказки и со твојот однос кон одредени работи. И сега, пошто си направивме најавна, сега направивме одјавна шпица. Толку беше. Сакаш ли што се правиме? Се сезам. Фала многу на поканата. Чест ми е што ете мене си ме пикирал, да речам, како интересен соговорник од Прилеп. Се надевам дека имаме ние уште еден тон муабети за прајање, ама се надевам дека барем нешто од ова може да биде интересно за гледачите и дека ти посакувам многу гледаност, многу добри гости, интересни, приказни. Фала ти на желбите. Успех со групата, супер ти. сте, ве сакаме многу, ве сакаме свирката, ви е топ. Фала И тоа е тоа, се надевам дека се гледаме пак во некоја друга. Се гледаме сигурно пак, сигурно да нема да видим многу брзо, ти го направив список кој сите ќе ве канам, па имаме за цела година без тоа е да се многу- повторите. Тоа е многу добро. Тоа е многу добро, во Прилеп има стварно квалитетни. Неверојатно многу и многу ме нервира на државно ниво, кој ќе рече, зошто еднаш неделно правиш емисија. Може би за локално ниво, за регионално еднаш неделно е окей. Кој ќе рече, па немаме гости. Немате гости, стварно. Сите тие 10 души пошто тебе ти се другари, само тие се. Аха. Има еден куп луѓе кои ќе завршат овдека, кои што не ми се другари. Да. Не знам, сум ги видел само на свирка или сме размениле два муабети после представа на која што сум ги гледал. Ма тоа не значи дека не треба да дојде ако не ми се Скроз. другари. Напротив, во Прилеп ако има преку 50 луѓе да ги поканиш во емисија, а според мене ги има, на ниво на држава, се барем 500. Како не? Како не? Ама селекцијата кои што одредени луѓе си ги прави некако е Сами чудна. си се подценуваме, значи стварно има, како што кажа, можам да набројам во моментов 20-30 души кои што Ама заслужува да само биде. луѓе кои што се занимавате со музика сте 24 на список. Имам пропуштено сигурно. И Сигурно. уште толку се глумци. Да. Значи 44 имаш 50 луѓе кои Да. што се само музика и театар и Баш. глума да рече. Ами други работи. Има еден куп луѓе кои што првата емисија снимивме со Александар Цветковски, тој е кустос, ама и музичар. Да. Има еден куп луѓе кои што работа друга работа, се музикални, Апсолутно. може да се разговара за се и се што и да се посвири, да се попее во една емисија. Фала ти уште еднаш и одиме со одјавна шпица, оти ако продолжиме вака ќе треба да ми кажа дека имало джин со 0,00 0,015% алкохол. сиреч безалкохолен. 1, 2, 3 и... Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад и блага светлина, еден за друг знаат што им треба, место нив ветрот зборува. Место моја звеснуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја блеснуваш, се уште дишах тој од тебе. Фала ви на сите што гледавте, лайк, шер, subscribe и што би рекол еден многу познат новинар, мемберси да ни станите. Има и мемберси? Не знам дали ја имаме опцијата, дечки. Не знам. Појма не. Добро, ќе Не се стане. разбирам, ама Организација кој добро додава тоа. Добро. Ќе станиме мемберси. Илија